Добре дојдовте во Нов Аснон. Денеска имам голема чест и задоволство да го представам мојот драг, долгогодишен пријател, Христо Ивановски, кого го сретнав од кога работев како советник на министерот за странски инвестиции Глигор Ташковиќ и кога јас пишував едно време економски колумни во Дневник, каде што он беше долгогодишен уредник. Денеска он пишува е аналитичар и пишува колумни во Нова Македонија, поврзани со надворешната политика. Иначе, он, исто како и јас, вратен е од странство, за да даде допринос за изградба на оваа држава, и тоа го има направено во далечната 91 година, кога се распаѓаше државата, а јас го направив тоа пред 3 години, кога се вратив од Канада, каде што живеев преку 20 години. Тоа нешто не поврзува, Христо, и баш ми е драго што си тука и да ти пожелам добре дојде. Сашо, мене ми е уште подраго, затоа што спонтано го обновивме тоа старо пријателство, но и кога ќе се слушне нешто што се вика Нов Аснон, одма асоцира на нешто што е темелна вредност, што е моќно и што е израз на македонската волја да има своја независна, суверена држава. Апсолутно. Дали мислиш дека ние македонците сега имаме своја независна, суверена држава? Па, мислам дека би било илузорно да се сметаме за такви оптимисти, оти такви ставови ти се отворена врата да одиш во некоја лудница на психијатрско вештачење. Оти јасно дека немаме суверенитет на оваа држава како што треба да имаме. Немаат многу држави. Така се наместија коцките во 21. век, да имаме еден невиден хегемонизам на одредени сили кои мислат дека можат се да прават, па дури и да создаваат вештачки нации. Тоа се случува со македонците. Значи, од една автохтона, едно најстаро племе кое има на долговековна милионска цивилизација, одеднаш нас со некакви договори од лабораторија сака да не направат вештачка нација, скроена за ова модерно време. Луѓе без никаков идентитет кои можат само да голтаат. Значи, некој вид анаеробни животни, амеби или нешто така, ако ме разбирате. Може би е претерано, но тоа ми асоцира. Но сите нешта имаат своја предисторија. Еве ние малку кога дојдов во вашето мало но убаво студио, поразговаравме околу тоа зошто дојдов 91 година и точно е. Дојдов затоа што со семејството мислевме и бевме убедени дека ќе прави македонска држава. За жал, уште во старт почна да се прават тешки грешки. Една од грешките беше формирањето на партии по етничка линија, значи комплетно етнички партии, етнички раздвоени партии кои тотално различно размислуваат и се промени стариот устав и се донесе нов кој воопшто не одговараше за она што требаше да биде Македонија. Кога кажеш нов устав, за кој устав? 91 година. 91 година. Како би требало тоа да биде во твоите очи? Па, има тука многу различни концепции, граѓански, неграѓански, меѓутоа во суштина суверенитетот треба да паѓа на македонците и тоа да биде јасно кажано и да го има, а да бидат сите рамноправни пред уставот. Тоа е наједноставната форма. Како треба да изгледа еден устав и да изразува реалноста. Од јас кога дојдов имаше околу 80% македонци, другите беа малцинства. Сега веќе не постои ни македонец, не постојат ни малцинства. Македонците се сведени на некој двоен ентитет. Северни граѓани на Северна Македонија со цртичка македонци, па имате етнички заедници, албанци и така натаму, нешто што не е познато во европската пракса, правна пракса. Значи не постои нешто како ние овде, што е делови од народ, например. Албанците како делови од народ, од кој народ сега? Многу е. Сега ќе биде исто и со бугарите што сака да ги стават. Бугарите дел од бугарскиот народ и така натаму. Тоа е одлична формула за раздели и владај
и за да се менаџира една територија по теркот на некој трет, а не по теркот на нас. Дали имаш такво чувство? Тоа се принципи кои се користат во светот. Ништо ново е, нели, раздели па владеј, и ја своевремено следев практикување на такви политики од најмоќната демократија, од Соединетите Американски држави, каде што, нели, претежно ЦИА била истурен играч на американските интереси и, нели, создаваат совршени модели по системот раздели пе владе. Да. Ако тоа беше потешко да се изврши во лагерот на социјалистичките земји, каде имаше монолитни еднопартиски системи, приказната стана многу поедноставна кога се создаде повеќе партискиот систем и практично самите нации се разделија по партиска линија. Да. Сега проблемот е што Македонија имаше најболна транзиција, можеби затоа што не најде спонзор во некоја држава за да може да не поддржува во меѓународните води. Апсолутно никаква поддршка немавме во однос на нашите суверенистички барања од тоа време. Да, но сепак ние сме тие што одстапивме од истите. Па не сме ние што одстапивме од истите, како јас, ти или некои од мнозинството граѓани. Точно. Мораме да кажеме дека сепак во извесен период се направи критична маса кога, нели, бојкотирам движењето, не го помина референдумот, значи во Македонија постои се уште критична маса која размислува македонски и веројатно тоа боли многу центри на моќ во светот. Да не ги лоцираме сега конкретно на запад, на исток или било каде, но секоја нација која така се бунтува и кажува кој е што е на радарот на таквите центри на моќ. На одстрел, да. А тоа е приказна, да го кажем на и така, тие глобалистички елементи кои сакаат државите да ги тргнат од нациите и да бидат монолитни општества, едноставни за корпоративно управување, каде што странските инвеститори ќе инвестираат, сретните луѓе ќе работат, ќе доаѓаат после работа дома, ќе идат на одмор во кафич, така натаму ќе им помине живот. Дали се сложуваш? Па добро, тркалото на историјата неуморно ги меле цивилизациите, така што ја меле во моментов и западната цивилизација, и таа е сега на пресвртница. Меѓутоа, кога една цивилизација пропаѓа, и има големи можности и другите околу нејзе да пропаѓат. Сателитите сигурно. Сателитите поголеми, помали, тие мораш да и тие ќе ги фати таа криза. Проблемот е што либерализмот како една истурена ракета на глобализмот, истурена ракета не случајно го кажувам, затоа што под обландата на либерализмот всушност многу опасно оружје се транспортираше на секаде низ светот. Да, тоа е една таа либерална хегемонија. Да, како либерализмот е тоа што ние мораме да се стремиме. Ако нема либерализам, нема отворена трговија, нема слободен свет и така, тоа е све бла бла бла. Право на говор, индивидуални права, на малцинства и така натаму. Да, затоа што тие што ги влечат тие потези, тие никогаш не биле во реален контакт со луѓето кои живеат од плата, од платичка или било каде. Австралија, Америка, Македонија и како сакате. Че тоа обичните луѓе. Тоа не може тоа да го видат. Тие што го креираат тоа е као Шваб или не знам кој, новиот светски поред, односно сега сакаат да го креираат, ама нема да може. Се собираат по планини, на тајни места, си ги бројат парите и прават експерименти, понекогаш и монструозни, како што е глобалното затворање поради некоја си пандемија. Тоа преживеавме страшен период. Не случајно сега Трамп ќе излегува од Светската здравствена организација. Причина е затоа што тој беше насанкан на таа приказна. Рацете му беа врзани. Но он сега полека ги расчистува тие опашки. На некој начин може да кажеме и реваншизам, но може да биде и реваншизам. Но генерали и така натаму почнува да ги чисти. Има еден генерал на кој му се трга дури и портретот од Пентагон. Да. Затоа што во тој период ја зауткал работава и тргнал против
интересите на председателот. Така што тоа е, знаеш, мислам дека таа матрица на глобализмот е глобална, не нормална како што кажува и самиот збор, и не можевме ние да излеземе, да избегаме од таа матрица. Преголема е. Тие сили се пресилни, преголеми. Дали признаваш пораз од напред без да се Ама не е тоа пораз. Значи ја гледаме, ти се наоѓаш во тој матрикс, глобален матрикс. Размислуваш како Сашо, размислуваш. Да. Ма ти си во тој матрикс. Ти сакаш да го победиш. Така, да излезеш од него, да излеташ, пласираш своји ставови. Ма ти пак ги пласираш во тој матрикс. Тој е направен, скројање, да те следат, да ти прават проблеми, со плата да те шиканираат и така. Гледаме што се случува. Да, меѓутоа треба да си ги браниме ние своите интереси. И тука е нашата борба. Дали како прво можеме да ги дефинираме нашите интереси, да знаеме кои се и да ги одбраниме со паметна, мудра, артикулирана политика, а не со политика на ќутење и политика на чекај сека наведната глава, сабија не ја сече. Затоа што имаме една геополитичка пресвртница, тоест можна, со тоа што имаме украинската војна без не се знае како ќе се заврши сето тоа. Трамп даде сигнал дека би сакал вербално, но предлозите што ги дава очигледно ни оддалеку не ги задоволуваат руските загрижености за незината сигурност, и имаме БРИКС кој апсолутно како лави не иде напред, а од другата страна е Западот и евроатлантската ориентација кои се спремаат војно за можеби следниот чекор да го направат во Кина. Како ги гледаш тие геополитичките разврски? Светот не бил ништо подобар ни по завршувањето на Втората светска војна, и тогаш е правен, нели, меѓународниот поредок со Обединетите нации како некои, да речеме, една куќа каде што помалите држави можат да бидат, нели, заштитени, да си ги остварат своите права, да, а големите сили да си ја мерат својата сила во Советот за безбедност. Светот бил на работ на повеќе сериозни конфликти, и тоа го знаеме. Да. Главно, пресметката е, и балансот на силите не бил соодветен од петте, нели, постојани членки. Имаш Велика Британија, имаш Франција кои се нуклеарни сили, имаш Соединетите Американски држави, суперсила. И имаш Русија која е нуклеарна сила, но Кина која то прави излегува. Уште е слаба, поминува пат на културна револуција, друга револуција, расцепена Тајван и така натаму. Проблем со исхранување на милиарда населени и така натаму. Треба да го фати патот. Кина сега успеа да го најде своето место, некој го даде. Да направи модел кој е фасцинантен. Кина се развива најбрзо. Апсолутно да. Зошто? Затоа што се врати на своите корени. Кина е најмоćната цивилизација во историјата на човештвото. Значи има историја на повеќе од 5-6 илјади години на развој на земја која била најбогата. Има што се учи од Кина. Кина е стрплива. Она полека работи. Работи за наредните 100 години. Западот работи на профит. Он има идеја дека може се да купи. Може да тебе да те купи. Само, сега ќе го купуваат Гренланд. Колку чини? Ќе го купам. Каде е тука меѓународното право? Ќе го сменам името на Мексиканскиот залив. Зошто? Тоа е таа нивна ексцентричност. Јас сум тој што можам да го креирам светот и така натаму. Тоа е интересно размислување на оваа администрација на Трамп. Добро е, но ќе видиме, Трамп пред 4 години кога излезе од Белата куќа и Трамп сега кога влегува, ситуацијата не е иста. Драстично се сменети. Комплетно е различно. Да. Значи, Русија веќе не е толку фасцинирана од
западната Кока-кола, Макдоналдс и така натаму. Не само што не е Тоа сацина, беше него проблем апсолутно на- е амбивалентна. На Кремљ тоа со беше Европа проблем. и- Они да. сакаат да бидат западњаци, Да. не? Да. Зошто? Затоа што има историја на царици и цареви кои беа од лозата на германската лоза, од Да. Хабсбург, Хабсбург, Гота и Да, да. таа историја полека се трга на страна. Русија сваќа дека мора да биде таа што е. Јас се карам вака понекогаш со некои луѓе, па што па русите ова, ти не можеш да ги сакаш русите. Нема проблем тоа. И јас не сум русофил. Меѓутоа гледај ти, тоа е најголема по територија држава. Има над 230-40 милиони. Имаат проблем со бројноста на население. Меѓутоа они успеваат да направат систем на таа огромна територија. Функционален систем. И тоа постојано се под напад. Велика Британија, Америка, Франција. Наполеон беше вчера. Значи тоа они успеваат да го амортизираат и повторно да се развиваат. Русија се развива. Сега ние немаме информации овде, може би за несреќа па ни Запад нема информации за да видат каде Русија технолошки се развива. Затоа што каналот на размена на информации е секнат, е прекинат. Они излегуваа и од проектите во Швајцарија, во ЦЕРН и така натаму, важни проекти, и веќе влегуваат во една нова зона, формираат со Кина и земјите од БРИКС, тука е Индија, каде што развиваат висока технологија. И таму е еднината на светот. Технолошки они побрзо ќе се развиваат. Затоа се викат, ништо не можеме да направиме без глобалниот југ. Тоа е фактот. Каде што следните ресурси ќе се црпат. И господинот Шошкич, кој беше бивши гувернер на Народна банка на Србија, даде една одлична анализа преку економска перспектива БРИКС со Западот. И несомнено е дека каде иде иднината и каде ќе се тежиштето кај ќе биде. Како ти ја гледаш оваа геополитика како ја објасни визави нашите интереси, визави нашата позиција? Ние сме доста далеку од она што треба да бидеме. Ништо не направивме, нити геополитички институти, нити политички се развивме. Уште сме во старите шеми на партии кои се главно авторитарни и носат решенија во тесен круг луѓе меѓу. Сите партии така функционираат кај нас. Значи немаат некои think-танкови кои ќе ги следат овие работи. За среќа се погоди оваа гарнитура сега што е на власт да имат добри контакти со луѓе кои се блиски до Трамп. И тука може да се надеваме. Нормално е да се разговара за бизнис, но ние што сакаме, нели, да се врати Македонија таму кај што и припаѓа местото, Асномска Македонија, мораме да најдеме начин да ја кажеме нашата македонска приказна, нашите македонски аргументи и она што како ние самите себе се гледаме. Видете, овде се продава една ноторна лага од сите партии. Да. Главната ноторна лага е дека Македонија ги исполнила своите вековни идеали. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Идеалите на ВМРО се обединета Македонија. И ако веќе се повикуваш на идеалите на ВМРО, тогаш треба да кажеш кои биле. Асном е токму преточување на вековните идеали, односно на вековниот идеал на ВМРО. И затоа на првото заседание на Асном доаѓаат делегати од сите делови на Македонија. Сите, да. И ние тоа овде го забораваме. Ама има, нели, список, има табла, лист, кои дошле делегати. Так, од оваа Македонија, од Егеска Македонија, Пиринска Македонија. Тоа е моќта. Плюс 3 знамења се веат на тогашните најмоćни сили, нели? Знамето на Обединетото кралство, на Велика Британија, на Русија, СССР и на Америка. Нас тоа ни е коренот.
Нас таму ни се столбовите на државноста. Ако ние не се вратиме на тоа, ако не размислуваме македонски, денеска во 21. век, кај што немаме пречки така да размислуваме. Да размислуваме за нашите браќа, братучеди, кои живеат овде во комшии, на 100 километри од нас се границите. Ние ништо не знаеме на дневна основа што се случува во Лерин. Немам никаква информација. Дури ни прогноза на време нема по медиумите. Какво е времето денес во Лерин, во Костур? Луѓето ќе забораат дека Лерин е Лерин, почнуваат да викаат Едеса, за Воден, Флорина за Лерин. Тоа е нешто што мора да се вратиме на тоа, мора да се бориме. Мораме да викаме да се вратат топонимите, да има топоними. Тоа е по конвенцијата на Советот на Европа. Да, меѓутоа е чисто. Сега ќе ме прашаш за кај лежи проблемот. Не, Клучниот проблем. Преспанскиот договор така апсолутно не обврзува нас да ги избришеме македонските топоними, да ги воведеме грчките. Така е. И тоа е дел од нашиот пат за ЕО. Каде е нашиот пат? Па вака, значи тој Преспански договор е одиш на лекар и потпишуваш изјава дека операцијава, знам дека ќе биде неуспешна, ама потпишувам дека по оваа операција ќе умрам. Доброволно. Да. Тоа е Преспанскиот договор. Апсолутно, да. А со договорот со Бугарија и двата протокола, ние викаме, еве и шајки ви спремивме да го заковате ковчег, да не излеземе као духови од таму. Да. Може би звучи морбидно, но реалноста е таа. Тие два договори се катастрофални. Точно. Нема полоши договори. Точно. И тие треба да се прекинат. Јас тоа го пишував сега во тие треба се искинат вака, точно, како да протестираш и да ги фрлиш. Апсолутно. Прво не се договори. Ма тоа се диктати. Да. Ќе излезе во Нова Македонија утре заутре мојата анализа, пишувам токму за тоа. Според меѓународното договорно право, Преспанскиот договор не е договор. Прво е правен по диктат, второ има измислени работи кои никаде не постојат. Тој не е bona fide, не е на добра основа, значи под притисок е правен, подкупени се пратеници, има индици за корупција, висока корупција на тие што го преговарале. Впрочем, народот не го прифати. Во ниеден член во Уставот не постои промена на име. Значи, како изведена таа операција? Како изведена таа операција? И плюс тоа оди со подпис Сашо односно со печат од Обединетите нации како покровители на процесот. Тоа е срамота за Обединетите нации. Повелбата на Обединетите нации е флагрантно прекршена. Да. Правото на самоопределување и суверенитет. Тоа е не знам како не ги знам сите детали како е тоа направено за да го потпишат. Меѓутоа ние со тој договор станавме вештачка нација и грците сега нас можат да не шиканираат кај стигнат само да не викат па пазете што ова не е тако, ова не е тако и така ни прават. И тоа е така на реалноста. Ова значи ти како што ако дојде волјата на македонците до израз дека нашата нема да имаме европска перспектива. Како ти го разбираш тоа? И како треба да ги решиме проблемите сега во тој контекст? Сега Европската унија појма нема што ќе прави со Украина, оти уште таму е хаос, не се знае, само се пуштаат планови. Денес најдов информација дека во 2030 ќе влезат, 2030 е садутре. Да. Ние сме од 2004 во чекалница, од 2005 и официјално, значи 20 години. Еве кај сме. За тие 20 години, што се случи со Македонија? Од Охридски договор, Преспански договор, договор со Бугарија, да не ја забораваме тиранската платформа. Ние сме предмет на еден генетски инженеринг и нас не спремаат од тотално нова нација да влеземе во Европска унија. Ако влеземе. И ако Европска унија остане ваква каква што сега ја знаеме, а не се знае тоа
Како ќе оди? Во тој контекст не ли гледаш проблем со нашите политички елити што нон-стоп кажуваат еу и апсолутно не гледат оваа реалност која не обкружува, која апсолутно не се сложам со тебе. И можам само да додадам аргументи за да се сложам уште повеќе со тебе, но не ја нема во јавниот дискурс во медиумите, ниту пак е предмет на анализа, ниту па било каква аргументација од страна на политичките партии, главните што се Па не знам дали има некои партии, не, има партии, гледам помали партии. Помалите, да. Кои но го трите поставија најголеми тоа, македонски. кои го поставија тоа како сериозно прашање, проблем не е. Апсолутно, тоа е еден проблем број не е. еден проблем наш. Ама не е само тоа. Во кампањите и од која победија на избори, тоа го каже и премиерот и претседателката. Дека проблем ни се тие. Преспанската спогодба и двајцата лидери го кажаа тоа. Потоа дојде притисокот. Ние знаеме дека дојде притисокот и почнаа да омекнуваат во изјавите. Сега, како да се изведе целата таа операција, ова да се врати назад? Тешко се враќаат работите. Луѓе се навикнаа, више не гледаат у пасош. Не гледаат дека е Северна Македонија. И тоа е целта. Па не така е тоа. Ти да не гледаш така ништо, оди. да, меѓутоа имам и Ја сега, реалност. која се разликата од времето кога нас овде на нашите предци им давале српски пасоши и лични карти? До сега, исто е. И нема, бугарски, нема разлика. Која е разликата? Затоа Само не разликата е сега па уште пофрапантна. Са самите си ги даа. Да, точно. Тоа е Macedonischet Zustände која сега се наоѓаме во моментов. И тоа е опасната работа, што можеби ќе ни биде сладко вака да си животариме. Кредитчиња, она, одиме. Не, тоа нема да дојде само. Само по себе нема да се оправи работата. Тоа да го работата. правиме. И знаеш што на Христо? Најголем противник на робовладателството е срекниот роб. И тоа се плашам да не се оствари со мојот народ, со нашиот народ. Да ние бидеме срекни во оваа северна, заради тоа што може да иде лошо оваму, лошо таму, пази немој да правиш овака, заради тие и таа и така. А не заради тоа што ние треба да ги постигнеме вистинските чекори, да се тргнеме од овие срамни преговори и да си го вратиме името и достоинството. Што ти мислиш за тоа? Па добро. Прво, ние ни го сменија името, го сменија уставот и се донесува тие два договори за кои највиновни се СДСМ и ДУИ. Тие се највиновни. Да, меѓутоа ДПМН го има 8-те партеници се, ДПМН и не можеш тоа да Ама не, значи збориме, ако И веќе прифатен кажуваме од кој е не само најкрив, таму, да. тие се. Одиме се надоле, да, тоа, зошто се преспа и зошто се дозволи тоа. Многу е, видовме дека може да биде многу замрсена ситуацијата, дека може во 10 минути да се сменат многу работи, да се искршат многу работи. Сега ќе видиме Србија како ќе се развива. И таму се прават некои. Да. Можно е таму Војводина да се стаи на маса. Војводина да ја земат од Србија. Цело време опозицијата од Војводина е со студентите и протестира. И Значи, да. Правиме фаза, но ова е можеби конечната фаза од распадот на Југославија, можеби. Но нас се не интересира овде македонска работа. Бидејќи сум бил 40 години работам новинарство и сум бил со многу странци, особено со американци, и ги почитувам нивните факултети и универзитети каде што сум одел и сум научил многу работи. И знам дека они сакаат храбри луѓе, храбри нации. Че они сакаат храбри нации. Благодарам што го кажеш ова. Ако ти не се представиш пред нив како тој што си, знаеш, па може и вака, колеблив. Не. Готово, ќе те јадат. Не, ќе ти те се газат. насмемнат, ама Да. ти си отпишан. Да. Отпишан. Америка е градена на таа идеја на храбрите, со широки погледи луѓе и така. Македонија не има такви умови, има, значи, со широки погледи умови.
Меѓутоа, политичкиот простор е ужасен. Ужасен е. И мислам дека ако не се отворат партиите према, има назнаки дека полека се отвараат некои од партиите. Не сакам намерно да спомнувам кои партии и така натаму, за брзо ќе се види. Значи, брзо ќе се види резултатот од тоа отварање. Со диаспората, во Америка, ти си живеел во Канада, има квалитетни луѓе. Јас бев на еден собир во Торонто, каде што дојдоа некои вака позначителни луѓе и луѓе кои тежат по милиарди. Имаат што да кажат и каде да ги инвестираат парите. Да. Можеме да збориме за тоа. Они поинаку гледаат на овој простор овде, отколку ние што сами се гледаме. Апсолутно. Нас не гледаат овде како корумпирани, извалкани како луѓе, нечесни. И тоа е точно. Тоа е точно, Сашо. Јасно ми ќе дојдеш од надвор и ќе видиш, ај што ни се валкани улиците, валкани се луѓе, секој гледа нешто да ти на брзина да стопи некоја пара, нешто да направи смуто. Тоа е амбиентот. Снајди се, уште од осмолетка деца учат, снајди се, купи оценка, направи ова. Не, бре, човече, тој таму се бори да го постигне тоа. Ние викаме, шо знаат тие на запад, окей, шо знаат. Ама ете, прават нешто, има систем кој нешто прави. Ајде овде да го направиме. Македонскиот систем. Македонската мерка, да ја вратиме. Нашата мерка која е со милениуми важел во архитектура, во сликарство, во христијанство и така натаму. Ние сме главни во христијанството. Главната земја. Не смееме да дозволиме да бидеме правото, Јустинијан, од кај потекнало? Така е. Право, Рондека. Да. Римското право, он го кодифицира. Значи, затоа е Македонија крупен залак и не можеш да ја купиш со пари. Не можеш да купиш со пари, но ние како нација не бевме дораснати да застанеме сложно за тоа име, кое е големо. И затоа е северно. Знаеш, големо е името, големо е наследството, а ние сме малечки. Без разлика. Само една работа, и Христо. Јас го разбирам дека ние сме малечки. Не, малечки Меѓутоа, сме како луѓе, бре. Како луѓе сме малечки, ситни души се покажеме. Да. Знаеш ли што е поентава? Се сложувам 100%. За ситни души, да. Македонската приказка ја учиме на устна историја, Сашо. Да. Ние немаме напишана историја. Да. Не смееме да пишуваме. Се сложувам. Мене ми викат луѓе, па што ме познаат, па ти што, ова историја, па добро историја и така, таков се погодив. Дома имам еден куп, можеби не знам 200-300 книги само архивски документи, што сум ги копал, што сум ги барал, нашиот архив што ги објавувал. Луѓето треба да читат, да видат кои сме, што сме. Имаме докази, имаме окај докази. Ама тоа треба да се учи од градинка. Треба да се учи од градинка. Деца вам сега што растат, не знам која генерација ги вика, све нешто измислуваат, З, Г, Алфа и така натаму, ништо не знаат од Македонија кутри деца, ништо не знаат. Оро не знаат, знам по школиве се почнаа по физкултура да учат оро, нешто тоа ги враќат, за нив е тоа тешка работа. Затоа што веќе се исплакнети дечињата, се измиени. Да. Им го нема тоа всадено. Се мораме тоа да го работиме. Дома да работиш, да му кажуваш тоа е. Ништо страшно. Ништо како и векови пред нас. Каде решиш кои се решенијата? Па добро, ова вие што го правите, да речеме како движење, тоа кажува дека идејата не е умрена. Ги има уште, јас знам многу луѓе кои тоа го работат. Во партииве има многу луѓе што размислуваат како нас, значи да не се залажуваме. Наша идејата за враќање на уставното име, за градење на македонците врз основните принципи е присутна. Меѓутоа, организираноста околу таа идеја е проблематична. Да, зошто? Зошто? Зошто?
луѓе во сите викаат, леле, нешто не ни оди. Па не ни оди, немаме систем. А да го претвориме тоа попросто кажано, немаме државно уредување. Односно, го имаме, ама не е добро. Значи, не продуцира квалитет. Немам ништо против албанци, немам ништо против срби, власи и така. Ништо, апсолутно немам ништо. Меѓутоа, овој систем на ваква поделеност, етничка исклучивост, етничка исклучивост за албанците, не носи добро. Не само што не генерира анимоцитет од страна на албанците против сите останати. А овдека они си го демонстрираа кога за време на славење на албанското знаме. И една од индикациите за тоа е затоа што не го учат македонскиот јазик од прво, се учат четврто одделение. Значи таа подвоеност само ќе се продлабочува како што напливот на новите генерации доваѓаат и се помалку ќе имаат и они можност да останат во оваа држава и ќе се генерира ќе се генерира поголемо поделба, дивизија и анимоцитети на тоа. Да. Ние и тоа е резултатот од Охридскиот договор. Па не, тоа Охридскиот договор е посебна приказна како се наместија тогаш работите, меѓутоа Охридскиот договор се чита погрешно. Тоа е проблем. Еве, ние дојдовме до една точка и рековме, сега ги решаваме проблемите, испадна дека не сме ги решиле. Зошто? Се чита поинаку од албанците, поинаку од македонците. Тоа веќе имаш поделено општество до зла Бога. Немаш да најдеш решение. Различни историски текстови. Да, меѓутоа сега градиме држава кај што Джемо Хаса е символ на заедништвото. Тука е сега клучов. Например, градоначалникот на Тетово ќе менува, не знам, тамо 200-300 улици, не знам што, и сегде кажува дека Тетово е главен град на албанците во Северна Македонија. Пази. Тетово е град во Република Македонија, така? Да. Мајка ми од Тетово. Ја знам кај е Тетово, сум растел во Тетово. Они зборат дека се автохтон народ. Ајде да видиме. Чии се по топонимите? Читај, топонимите сега се интересна приказна, они има тенденција да ги менуваат топонимите. Например, градиште, они го викаат градишт, и сега и на македонски го пишуваат градишт, што е тенденцијата јасна. Значи, тоа све да се смени. Не може тоа така да оди. Значи, има луѓе што се писмени во оваа држава. Меѓу албанците има луѓе што се писмени и што си ја сакаат оваа држава. Тоа е факт. Ако збориме за автохтоност на албанците на овие простори, супер, дајте 100 имиња на тие албанци што нешто значеле во оваа наша култура, заедница и така натаму во последниве 100 години. Така? Да. Ајде. Ние децава учат во, не знам, Хасан Приштина, Јашари. Да. Што имаме ние со Адем Јашари? Ајде. Значи, они идеолошки си ги спремаат своите генерации, врз принципите што Хасан Приштино ги има на Адем Јашари, Джемо Хаса, кои се антагонистички према македонците. Па не се разбираме ние со нив. Тука е целата проблематика. Не сме се ни разбирале, веројатно, подлабоко во историјата. Како да го кажеме тоа? Косово нас ни стана сега извор на сериозни проблеми. Почнувајќи од издавањето пасоши. Да. Тоа е првото, да. Вака, бланко. Некои викаат 150.000, некои викаат до 300.000 издадени. До ова сега што ни се случува. Косовизација на Македонија се случува апсолутно. И тоа сум го спорил со Армен Џафери покоен. Новинарски сме си разговарале, тој како лидер на партија, како новинар, и сме разменувале мислења, и он има кажено, Христо, ние ја албанизиравме Македонија. Ја викам, не, вие ја косовизирате Македонија. Аха, да. И има разлика тука. Каја гледаш разликата, извини?
Па целата културна матрица на Албанија кај што е сега на Лимесот, стариот Лимес, нели, со Рим. Нема никаква врска. Со ова нема никаква блага врска, Точно. ни антрополошки, ни Да. лингвистички, ни така. Ама еве, тоа не се едноставни работи кога ти градиш држава. Особено како Македонија која е во транзиција. Ајде да си некоја 300-400 години континуирана држава, па си имаш, нели, некоја традиција, може да ги преболиш овие. Иако и стариве демократии веќе гледаме дека папсуваат под налетот на неконтролирани миграции и процеси и така натаму. Ама одеднаш да добиеш таков наплив, имаш проблем. Не се разбираме со тие луѓе. И тоа е исто така важна тема која треба да се разговара. Нема табу теми, тоа мора да се разговара. Мора да се разговара, меѓутоа како ја гледаш македонската позиција која секогаш разедината и која се работи за македонските национални интереси, а ни се сервира као ЕУ е стратешки интерес кој јас можам да го дефинирам дека не е тоа така. Тоа е друга тема, но еве да кажеме дека да тргнеме тоа на страна, но кога се работи за македонските национални прашања и едната и другата страна до сега си ги подкупувале своите позиции со тоа што се даваат одредени законски решенија кои се антимакедонски. Точно е, но Уставот сменете 2005 надграден е Охридскиот договор и влезени се таа етнивизација и во Советот за јавни обвинители, во Советот, судскиот совет, и ние имаме една значи етникумот е главната основа каде што ќе се вработи некој, а не професионалноста, а не меродавноста. Еве, например, 20 суди албанци во Уставен суд, едниот го познавам лично, напуштиле седница. Да. Зашто не Чекај, ти си судија или си некој судија етноцентрист? Етноцентрист, ама така е системот правен. Па системот е фалшлив, па тоа збориме дека нашиот државен систем не чини. Така. Уредувањето не ни чини. И ништо чудното е пак да се тепаме заради овој систем што го имаме. Ти ако не попуштиш, он ти вика идеме до крај. Да. Значи секогаш е тоа така. Абе не, треба да развиваш ти држава, човек. Треба да развиваш, треба да создаваш нешто. Треба твоите деца утре да имаат квалитетно образование. Ајде сега се подобро облечени нашите деца, ма треба да имаат подобро образование, а немаат. Губиме ресурси на вакви глупости. Се напика, буквално се напика кадри тотално неписмени. И не само кај албанците, и кај македонците завршуваат факултети на некои фалшиви универзитети и имаш. Тука не делам поетничка основа. Па како ќе градиш ти држава? Да. Како не разбираат луѓето? Не разбираат. Поими не разбираат. Но јас викам вака, бидејќи сега геополитиката се тумба. Се тумбат брзо ќе да тие процеси. Еден од тие процеси почнува од Америка. Тој беше анти-LGBT движење, кое е практично анти-вок движењето. Антивок против трансродовата идеологија која е наметната во Америка, а е дел од школскиот систем во Канада. Да не збориме какви гнасоти. Ама тоа почна во Америка и никој не збореше за тоа. Никој, меѓутоа, со доаѓањето на Трудо, он па го прошири до безвест во Канада. И во сите пори од општественото, политички, здравствен, школски систем. И уште пое драматизирано кога ја бе во Канада и дека во владата. Чао, пријатно. Сега има други тенденции. Ќе биде интересно да видиме како ќе се со првите извршни одредби на Трамп. Добро, тоа Трамп донесе одлуки. Говорот на Трамп беше јасен. Знаеме кај ќе се движи американскиот брод. Јасно е тоа. Кај ќе се движи нашиот? Нашиот брод кај ќе се... Не, нашиот брод е негде зад американското кормило, тоа е дефинитивно, таму сме ние во таа сфера. Како ќе успееме да се движиме
Нас ни е битно македонското прашање. Ништо друго. Да бидеме искрени. Тоа ни е Добро е, битно, да. така. За тоа збориме. За да бидеме просперитетни, да имаме среќаве, да бидеме утре среќна нација. Со сите што се овде во оваа земја. Мораме да работиме. Има, според мене, и тоа отворено го пишувам, има добри сигнали, можно е да се направи нешто, ќе се мобилизира диаспората, меѓутоа диаспората нема со прст да мрдне за Северна Македонија. Никогаш. Значи нема да мрдне за Северна Македонија. Тоа е, може би некој мал процент, но тие 90 и кусур проценти, не. Не, едноставно не можат да го прифатат тоа. Не. Никога. Јас живеев во Канада преку 20 години. Секоја година идам таму на одмор и знам како диаспората дише од Канада. Имам пријатели од Австралија, дел од оваа организација се од Перт и 100% се сложам со теа. Ако сакаме ние диаспората да ја вратиме, таа е изгубена. Таа е само има едни градж, значи има една негативно размислување према што се случува овдека и кога се споменува Северна Македонија, продадо име, па сега ќе градат држава. Тоа е генералното размислување и дигнати се раце од било каков развој и нивно учество во тој развој на оваа држава. Тоа да бидеме јасни. А тоа сме ние криви за тоа што прифативме преспански бугарски договор без разлика како. Па, тоа е така, имаме и друг проблем со нашата духовност. Да. Ние сметаме дека сме стварно некоја нова црква и треба да бараме томоси од цркви кои нас не негираат. Да. Тоа е дел од проблемот. Тоа како ќе се развива во иднина, не знам, со оглед на тоа што почнува еден процес, не знам дали си забележал, работите одат, се праќаат пораки, нели? Прво Трамп веќе не припаѓа на ниедна конгрегација. Он вика, јас сум христијанин и во која црква сакам ќе одам. Многу интересно. За мене е исто, јас кога влегувам во црква, за мене е исто која црква е. Значи, одам јас да се помолам на Господ. И со православните цркви, нели? Ако е грчка, руска, на запад си бил, знаеш. Да. Тоа е протестантска. Одиш си влегуваш си, ја завршуваш својата потреба, нели, да се помолиш на Господ, да кажеш некој, ако си верник, нели. Сега, тој вели христијанството треба да се обедини. Папата пред некој ден вели дај бе Великден да го славиме заедно. И оваа година во исти ден е Великден. И на христијаните и на православните. Сега така се погаѓа, по некоја година се погаѓа. Да. Видиш, тоа многу ќе биде интересно. Како оти тој диалог, прво диалогот меѓу православните цркви секојаш завршувал со фијаско. Стално грците нешто ќе нашле некоја, знаеш како, ќе пиеш чај и некој ќе ти стави 3 лажички шеќер. Човек, ја не пијам чај со шеќер и ќе се скараат. Тоа е борбата за доминација. Хегемонизам во православната црква, кој е поврзан со ноторни лаги. Таму имаш, например, долги години, децении и децении грците фалсификуваат Библии. И ден денес уште се во опток фалсифицирани Библии кои не соодветствуваат, и особено кај што се македонците, Стариот завет, па македонците си во Стариот завет се извинувам. И во Новиот завет, што е многу интересно. Како е тоа можно? Зошто? Некој му текнало така. Ајде, ќе ги става македонците и во Стариот завет. Бидејќи не можеа да ги избришат, кога се најдоа кумранските записи, па сега ќе речеме дека македонците се всушност елини. И тука е приказката тотално измешана, па дури е смешна за дури и просечен историчар. Но ова спојување на конфесиите е многу интересно. И заслужува посебно внимание. И за крај,
кои би требало да бидат следните чекори за нас да имам да се подигнува енергија за да македонецот секаде и секогаш размислува вака како што размислуваш ти дека ние треба да се до насе да превземеме конкретни чекори за да си го вратиме достоинството кое е вистинското нешто што нам треба да ни се случи. Ние прво не смееме да го изгубиме брендот Македонија. Како име. А ние го губиме. Го забораваме, го фрламе на страна. Invest in Macedonia проектот беше многу успешен. Да. Може би изгледа тоа така сега летале балони, нели, дирижабл, летал по Америка, CNN, но ама тоа сликата е моќна. Тоа влегува. И така се промовира еден од начините како се промовира македонизмот. На еден собир на патриоти овде кај нас во музеот на револуционерната борба имав едно мало обраќање и по повод излегување на една книга изборев за деривирањето на идеите, како што Библијата се деривира низ вековите, и Библијата не се разбирала исто пред 2000 години и во средниот век и сега, таа си доживува своји, нели, поинакви толкувања и смисла, и ние веќе знаеме што значи да имаш ореол над глава. Тогаш во среден век можеби нели ги цртале ореолите, но не знаеле што е тоа. Ние сега со квантната физика, квантната механика, со нанотехнологија и сите научни откритија знаеме за што станува збор. За енергетските кола и за духовноста на човекот и така натаму. Значи ништо не е случајно. И мораме да деривираме идеи за македонизмот, да го вратиме назад. И кога го зборев тоа, ми приде едно момче, или јас сум од Битола, ние сме една група млади студенти и го работиме ова за кое вие, господине, зборевте денеска. Значи, они направиле една анимација во која ги промовираат македонците. Тоа се тие форми каде што ти можеш. Например, една Кина. Кина е голема, но они промовираат се видеоигра со еден нивен таму јунак Вухан или не знам, Вухан, така еден јак лик, мускулест и така натаму, кој тепа се на видеоигрите и тоа се игра во цел свет. А ние немаме ни една видеоигра со Филип, например. Така? Филип, Крали Марко. Филип, Крали Марко е го. Крали Марко ние го промовираме дома. Значи Крали Марко дома со пивото и така натаму. Немаме бренд негде надвор. Немаме приказна која ќе се продава надвор. Немаме приказна. Треба да се работи на тоа. Имаме туризам. Кај е македонската приказна? Еве ја денес пред некој ден дадов предлог. Добро, во моментов не може нигде да помине без Северна Македонија. Добро, стај Северна Македонија, то всушност е вистинската Македонија. Значи ние сме Македонија. И да почне да се враќа тоа име, дека е наше. Тоа е нашето. Не знам дали сум јасен, дали прекрасно јасен си. Ти кажувам каде се може тоа да се прави. Плюс, например, се некои добри идеи за соработка, за линкови што луѓе ги имаат приватно, упорно некој настојува да ги пресече. Треба да бидеме внимателни. Че грчката дипломатија работи страшно, под полна пареја кога се однесува за Македонија. Се следи. И бугарите не се за подценување. Плюс со нив сме навистина многу блиски. Многу сме културолошки измиксани, што се вика. Да, ние сме некоја доминантна култура, ама треба да покажеме, да ја промовираме. Па дури, не знам, еве, тоа го прави, например, совршено добро како деривиран македонизам, го прави Драган Даутовски, со неговата страшно добра деривација на изворната, традиционалната музика.
окарината што се најде, на пример, да се промовира преку него или преку други инструменталисти во светот, ќе одекне. Тоа е инструмент како звучел, каква музика и сме имале пред 6000 години. Кој има таква приказка? Тоа треба да се прави, да се промовира. Симон Трпчевски со проектот Македонисимо. Тоа е извонреден пример на деривиран македонизам. Ништо не правиме, никого не подценуваме. Че нема етнофилитизам или шовинизам. Не, ние представуваме една култура на која ние припаѓаме и не ја даваме. Не ја даваме, бе. Мислам, тоа треба да ни биде јасно. Има една работа што не ја кажавме, а тоа е многу важна. Да, повеле. Сум правил со еден дипломат интервју. Тој ме убедуваше: Христо, бе, променете го името, променете го, влезете во НАТО, после направите референдум и вратете го името. Тоа се тие трикови на кои нашите политичари најверојатно наседнуваат. Ме разбираш? Да. Не можеш на такво нешто да наседнеш. Гледај, Стейт департментот издаде, Белата куќа, Бајден издаде, нели, извршна наредба, тој што ќе го крши Преспанскиот договор на црна листа. Санкционира. Ја би сакал да се најдам на таа црна листа. Баш заради тоа. Тоа ќе биде мојот ден на најголема радост. Ба не, нема да се најдеш, не си корумпиран. Да, тоа е точно. Тука е проблемот. Да, најголем проблем е тој, да. Ако си корумпиран, веднаш ќе се најдеш на црната листа. Што е полесно те владе. Но, ете и тоа е една опција. Може да се организира референдум. Како што организиравме успешен референдум 91-а, 2025-та референдум. Има многу опции. Не е тоа така да се плашиме безнадежни сме, леле, што ќе ни направи? Ништо нема да ни направи. Ништо. Меѓутоа, Христо, е вака, во економијата има еден начин, сика behavioral economics. Ти, за да можеш на народот да го убедиш да ја гради својата држава, ти мораш да имаш ментални, духовни бризгрувања на истиот народ да му дадеш, за да он биде среќен. Меѓутоа, ти кога духовно си го утепал, национално си го утепал, кога името е сменето и кога ќе му кажеш ај сега ќе градиме судство за да имаме подобро на оваа Северна Македонија, северна не ја сакаме, ти автоматски го срозуваш духот на градење на своја држава. И тоа е еден од најголемите проблеми што ние македонците го имаме, за да ние ментално не можеме да се тргнеме од оваа матрица, за да имаме една визија за градба на нашата држава, зашто таа визија северна не припаѓа. И нема иднина на развој на оваа држава на таа основа. А веќе имаме, ако ги гледаш што се работи од емпириските докази, од Светска банка, што јас ги зимам од статистиката, имаме најмал раст во регионот и во централна Европа заедно со балтичките земји, од кога влеговме во НАТО и го сменивме името. Да, и да. Тоа е еден од тоа е мотивирачки фактор, меѓутоа многу битен. Затоа што кога ќе го срозиш народот на база на крадење на предпријатија, што се случи после падот на комунизмот, преструктурирање на општеството со Охридскиот договор, имплементација на етнизацијата секаде по племенски принцип од 17 век, а не од 22 век, кога ќе имаш таква корупција и урбан развој кој иде во неразвивање на општеството, ѓубре секаде и на сето тоа, и знаеш дека не функционира системот од здравство, лошо образование, и на сето тоа ние имаме и северна. Многу тешко да мотивираш народ за да гради држава во такви услови. И затоа ние треба да направиме ресет. Ресет, кај што ќе кажеме, ова не важи, треба да се вратиме на основските принципи. Тоа пројавува во разговоров, дека ни треба тој ремонт. Тежок или ремонт. ресет.
Затоа викаме државното редување ни е скапаница. Апсолутно. Не го бидуе. Апсолутно. Меѓутоа, македонските политичари не беа подготвени за 90-та година кога падна Берлинскиот зид. А дали мислиш дека сега се подготвени во однос Не, на... сега мора да се поподготвени отколку тогаш. Значи мора. Немам индикацијата. Не, мора да се... Ти вика ЕУ, не, НАТО, значи, ЕУ трета чекај, година не ме евро. следиш. Значи, Да. мора да се поподготвени. А дали се, не зборим. Значи, мора. Зошто? Па 30 години правиме независна држава. Нема Белград. Така? Да, ама они не ли сметаш дека Белград го сменија со Брисел? И се што кажува Брисел, да, надворешна трговија месо, надворешна... Не, со Белград беше ептен па поинаква ситуацијата. Да нема се знаеше тоа како се реши. А Брисел ќе ти каже еднаш и веќе не те гледа. Кога се распадна Југославија како што се распадна, имаше волја Македонија да гради држава. Тоа е апсолутно точно. Тоа го немаме сега. Значи, тоа е апсолутно точно. Да. Не збориме се за тоа. Збориме за економскиот модел. Кај бевме ние. Значи, Македонија беше у една од државите кои имаше најшкаклива економија и индустрија. Огромни капацитети, значи огромни системи, како топилници, не знам, челичарници, железара, факом, југохром, хемиски индустрија. Што немаше само во Скопје, немаше што немаше. Од хемиска индустрија, стаклари, она, како се викаше, фени индустријата за фероникел. Тоа беа све системи кои бара огромна енергија. Енергетски ние не можевме тоа да го покриваме. Рек, битола и бекап варијанти, нешто хидропотенцијал на мазут, 2 термоцентрали увезуе. Скапа работа, најскапа струја. И место да почнеме да размислуваме како да се трансформираме на вистина во, нели, рентабилна економија, овие почна да шиткаат. Најефтиното, продај. Ама пази се што е. И тој што ќе ги купи тие системи, ќе ги избрка луѓето од работа, ќе вработи помоцен, пак има скапа енергија. Пак е неконкурентен. Ме разбираш? Ти влегуваш цело време во тоа тркало како глушец, знаеш, оној крчар што се вон мисли дека трча, а уствари не е трча кутриот негде, само он забава за народ. На што ни се случи? И ние уште не веруваме дека тоа била пропаст. Тие луѓе што го правеа тој модел. Сега Скопје исто има проблем со загадување, ние знаеме кај живееме, значи живееме во котлина, во дупка, каде што и ветрови баш и нема, и ние повторно не наоѓаме решение за нашата индустрија и загревањето. За 30 години со прст не сме мрднале, освен како да лапаме парцели, урни овде направи зграда и така натаму. Ме разбираш? Да. Се служам 100%. И сега Македонија споро се развива. Па нормално дека споро ќе се развива. Со што ќе се развива? Кога еден тамо премиер сакаше да шитка најплодна земја околу аеродромот Петровец, па ќе правиме вика голф терени. Абе, човек, те треба прво да јадеш, да произведеш храна. Македонија не произведува за себе храна. Че мора да увезува пченица барем 40% за да можеш да се прехраниш, ама пази, секоја држава мора да има и стокови резерви, значи мора да имаш стратегиски резерви за не дај Боже. Купуе. Зошто? Постои брашнарска мафија. Тоа е едната од мафиите. Значи некои печали со години во Македонија на таа што ја викаат брашнарска мафија. Се увезува сомнителни зрна за сеидба, сомнително брашно и така натаму. Овде ти го продаваат како некој квалитетно. И тоа го имаш во, не знам, во сите сектори. Урбана мафија, ваква, и вистинска мафија, со наркомафија и така. Ми имаме тоа проблеми сериозни, што не ги решаваме. Значи, ако не фатиме ова да го решиме, еве сега, нели, испапсија некои канцони, манцони тамо, наркобарони,
Ако тоа не продолжи, ако тоа џабе сме го, само било маска. Значи мора тоа да се среди. Имаме сериозен проблем со тоа. Дефинитивно. И сега нашата економија како ќе се развива? Па имавме 90-та година Македонија имаше натацна проект да се прави атомка во Чебрен. Со концесии, но таа по известно време ќе беше на Македонија, па ќе се изградеше уште една. Имавме и подготвен кадар за почеток. Значи луѓе што работеа во Винча и што одеа што се едуцира, образовани луѓе. Не знам дали Тентов беше еден од нив, покојниот. Еден од нив беше, знам. Сакам да кажам, не размислуваме како да се развијаме економски. Не размислуваме. Еве, имам еден куп примери што сум ги слушал, луѓе што дошле да инвестираат овде во земјоделие, не им се дозволува. Не им се дозволува, едноставно не може. Кој странски капитал влегол овде во? На прсти можеш да изброиш. Производство на храна нема. Таа политика, тој амбиент мора да се смени. Што ќе правиме? Чипови не произведуваме. Ништо не произведуваме во Македонија, Сашо. Нашиот развој треба да се заснива врз база на конкурентните погодности што ги има оваа држава. Храната, водата, добрата природа, здравата средина надвор од градовите, тоа се нешто што ние имаме, историјата што имаме. Некои убави градчиња мали што се заборавени. Да. Тоа се фокус на центрите на развој. Само така може да успееме, а не да жалиме за нешто што неаме и тоа како гледаме како пречка. Не, па тоа е матрицата тоа е тој онај што го викаат модус вивенди. Нашиот модус вивенди го нема. Значи, модус вивенди, јас сакам оваа земја, сакам да ја направам подобра и јас можам да го направам тоа. Значи, јас можам да го направам тоа. Не треба услови да му се создаде. Ме разбираш? Државата мора да создава услови. Да. Они викаат са странски инвестиции, пријатели, супер е тоа. Меѓутоа, домашниве бизнисмени најмногу вработуваат, не странските бизнисмени. Тоа е факт. Така е. И домашните креираат извозно ориентирана економија. Точно така. Да. Христо, благодарам уште еднаш. Ти благодарам, Саша. И јас имав многу убав разговор со тебе. Малце отидовме, но секоја минута со тебе и овој разговор ми беше драг. Се надевам дека благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе бидеш почест гостин овдека. Се надевам дека и вие уживавте во овој разговор како што и ја уживав. До следното видување ви пожелувам се најдобро.